Сакам да се заблагодарам за честа да се обратам и во оваа завршна сесија на состанокот на Комитетот на министри на Конвенцијата за политичка соработка на Југоисточна Европа. Во рамки на српското претседавање имавме навистина успешна дискусија во однос на автоматизираната размена на податоци. Се фокусиравме повеќе на размена на ДНК податоци, но свесни сме дека таа размена понатаму ќе вклучува и дактилоскопски податоци и податоци за регистрација на возила. Впрочем, сите наши напори во модернизирање на службите и системи за размена имаат за цел постигнување на утврдени стандарди за размена на податоци, со строго почитување на правила за заштита на сигурноста на таквата комуникација, што пак од друга страна ќе зголеми ефикасноста и ефективноста во водењето истраги во нашите служби. Останува фактот дека добрата соработка, редовната комуникација, координацијата и размена на искуства помеѓу нас, договорните страни на Конвенцијата, надополнети со искуства и експертизи на партнерски организации се клуч за успех во сите сфери на политичко работење. Предизвиците пред нас се многу. Голем дел од нив се и заеднички, а обемната поддршка која ни се пружа треба максимално да искористиме и да ја претвориме во нешто вистинско и опипливо. Регионот на Западен Балкан е регион кој за релативно краток временски период измина и се уште изминува големи промени. Како регион воедно заеднички се движиме и работиме на процесот на интеграција во Европската Унија, што ни дава залет, олеснување и водечка рамка за надоградувањето на сите аспекти и слоеви на општественото живење. Но тој процес или таа патека по која се движиме наложува и утврдува значаен број предизвици и цели кон кои што треба да се стремиме и да ги исполниме. На ова патување постојана поддршка и помош имаме не само од Европската комисија и нејзините агенции, туку и од нашите други меѓународни партнери, за што би сакал искрено да се заблагодарам. А воедно и да ја упатам пораката дека Европа не може да биде целосна и во полн капацитет доколку тука не се државите од Западен Балкан. И колку побрзо се свати, толку ќе биде подобро за сите. Борбата против организираниот криминал е предизвик на 21. век. Неговото влијание се наметнува во сите сфери на општеството. И од тие причини успешно справување со овој феномен е неопходен и побарува сериозен пристап од страна на сите институции надлежни за спроведување на законот. Со оглед на фактот дека транснационалниот организиран криминал е закана која може да предизвика сериозни безбедносни импликации. Борбата за сузбивање на овој феномен представува еден од наши главни приоритети. Свесни сме дека со спречувањето на овој модерен феномен не може да се справи секоја држава самостојно, што е наметна потребата од еден поинаков и многу посериозен пристап. Организираниот криминал не познава граници, ниту визи, ниту државјанства, етничка припадност, ниту пак постојат правила на делување. Затоа само со воспоставување на правна рамка за остварување на меѓународна политичка соработка, а потоа и функционални услови на спроведување на таа правна рамка, може да се застане на патот на организираниот криминал. Би сакал во оваа пригода да споделам со вас една изјава од Нобеловецот Ајнштајн, која гласи: светот нема да биде уништен од оние кои што прават зло, туку од оние кои што тоа го гледаат без ништо да сторат. Злото што го предизвикуваат организираниот криминал и корупцијата е од такви размери што без било какво сомнение бара да биде соодветно адресирано од страна на целото општество, а особено од нас како носители на највисоки раководни функции на институции директно задолжени за справување со ова појава. На сите ни е јасно дека процесот на справување со бројни предизвици е долг и макотрпен, но тоа е единствениот пат да бидеме успешни и истрајни. Долго време се занимаваме со транснационалната компонента на организиран криминал и искрено сметам дека е време приоритет да ставиме на транснационалната компонента на полициската соработка. Како што се менува криминалниот пейзаж во Европа, така треба да се менува и да биде флексибилен полицискиот пейзаж, да бидеме меѓусебно поповрзани, кооперативни, финансиски и политички постабилни и крајна цел да биде заедничка за сите. Сузбивање, односно разбивање на организирани криминални групи и криминогени појави. Уште еднаш благодарам за добрата организација и за гостопримството на министерот Гашиќ и на неговите колеги од Министерството за внатрешни работи. Благодарам.